Обично човек кога е болен, спас нели за оздравување секогаш е добра инфузија. Се разбира за пазарот на харти од вредност не очекуваме државна инфузија, меѓутоа со инструменти и мерки се разбира дека државата може во овој, јас би рекол, застој на тргувањето на берзата да даде поттик како на страната на понудата, така и на страната на побарувачката и со релативно ефтини средства, мислејќи пред цел аспект на трошоците за буџетот, односно изгубените приливи, да го поттикне развојот кој што во наредните години ќе го врата тоа што е изгубено, односно поттикнато. Пред да преидам на ова што сега го аспектирав, би сакал само на кратко да споменам колегите од дискутанти со нас на панелов, можеби не толку во својата бранша, меѓутоа јас пошто сум многу близок и до сметководство, до финансиското известување и даноците, би сакал еден аспект од таа страна да рефлектираме, бидејќи е многу важно за релевантноста на финансиските извештаи кои што ги читаат потенцијалните инвеститори за котирани компании. Многу често се слуша на телевизија од колеги дека нашите компании акциите се потценети, дека нивните биланси даваат многу по-високи можности за идна дивиденда и така натаму. Овие информации сметам дека се нерелевантни, пред се затоа што нема добра информација за тоа кој, на кој начин, како ги составил финансиските извештаи. Пред се, за колегите што не знаат, треба да соопштиме дека во Македонија не постои институција овластен сметководител, релевантен човек кој што ќе застане зад овие финансиски извештаи, ќе го потврди резултатот дека е таков, средствата, односно врските и така натаму. Не ми е познат случај, не знам на вас, дека некоја ревизорска компанија банкротирала во Македонија затоа што дала позитивен извештај за компанија која што после некое време отишла во стечај и така натаму. Значи се уште имаме нездрава околина во тој концепт, има простор за подобрување на ова влијание. Понатаму, тек од оваа година во трговските друштва, големи акционерски друштва, се воведе категоријата внатрешен ревизор. Во јавниот сектор тоа веќе неколку години. Значи треба да се создаде и тој внатрешен сегмент на веродостојност, верување на сите тие финансиски информации што доаѓаат од компаниите. Во овој контекст, значи само нафрлам, не ги елаборирам понатаму, дека има простор за подобрување на интерните информации кои што се разбира потенцијалните инвеститори потоа треба да ги читат, да им веруваат и да добијат релевантни информации од нив. Инаку ќе многу често во македонското сметководство 2 и 2 стануваат 5, не 4, и тогаш нели обично ме потсеќа на вис, вели тогаш мора да се работи за виша математика, ако 2 и 2 дадат резултат 5. Кое е влијанието на државата во потенцијалната можност македонскиот пазар на харти од вредност да се развива? Реков на два сегмента. Овој прво беше институционален, значи може да влие на подобрување на инфраструктурата на известувањето. На страната на понудата, идеална можност, ние пред неколку години, спомна модераторот, имавме државата, значи субвенционираше, односно им дозволуваше на оние компании што ќе котираат определени бенефиции. Им наложи со закон. Мислам дека можеби наложувањето со закон во момент е демоде, значи не е вистинскиот начин. Меѓутоа даночна дедукција, намалување на плаќањето на данок на добивка, односно сега потенцијален данок на непризнаени расходи, би бил можеби добар мотив за некои од компаниите да излезат конкретно и за корпоративните обврзници кога зборуваме на пазарот, па да се нели и овој мотив да им биде дополнителен, ако веќе размислувале во тој контекст да се појават на берзава. Во таа насока, значи дали тоа ќе се прави преку, не знам, намалување кај годишниот данок на добивка, односно при исплата на потенцијална дивиденда и така натаму, тоа се механизми за кои што може да се размислува. Во минатиот период, посебно во делот на граѓаните, многумина загазија поради ненавремено известување, поднесување на оние капитални извештаи, односно извештаи за остварени капитални добивки кога берзата работеше добро, односно кога имавме раст на хартите, на вредноста на хартите од вредност, дојде ситуација почна да паѓаат хартите од вредност, али државата не им го заборави тоа доцнење. Ние сме сведоци, конкретно сега како куќа, дека
во илјадници евра им се случуваат казнени решенија до управата затоа што не поднеле во рок од 15 дена извештај за остварена капитална добивка. И знаете, таков инвеститор после да го натерате пак да се врати на берза треба 6 пати повеќе напор, бидејќи веќе се изгорел на некои вака навидум наивни механизми. Овде пак ќе споменам една институционална мерка што можеби државата може да ја направи за да го поттикне и овој, односно да го анулира овој потенцијален ризик за некој да заборави, односно да не стручно да не состави извештај кон управата за јавни приходи. Значи треба да се размислува за создавање на платформа на која што онлайн или пак да се размислува во соработка со берзата би се известувало за остварените капитални добивки и капитални загуби по граѓани. Како што не натера МПИ образецот за плативе секој месец да го известуваме да добиваме веќе електронски информации, мислам дека многу лесно со веќе напредната софтверска технологија може и ваков механизам со тоа што значи граѓаните како потенцијални инвеститори би се ослободили од товарот на известување кон управата за јавни приходи. Оданочувањето кога зборуваме за споредба банки и вложување на берзава е многу нефер. Сведоци се дека постојано се одлага оданочувањето на каматите, кај берзата веќе тоа неколку години не е случај. Значи ако остварите капитална добивка имате 30% намалување, така да реално имате 7% персонален данок на доход на остварената капитална добивка. Кај банката го немате тоа. Втора работа, значи треба да се размислува во таа насока. Може би да се даде повторно преоден период од 3 години да се ослободат оданочувањето на капиталните добивки, за да дојдеме нели на вагата кога прават математика потенцијални инвеститори за влез, односно да набават харти од вредност и да остварат соодветни приходи од таа активност. Во целиот овој контекст, значи само се обидувам да аспектирам повеќе работи, бидејќи не е се само, веќе сме свесни дека надврешна ликвидност е слаба, дека потенцијалните надврешни инвеститори во Македонија за догледно време нема тоа да го направат. Понатаму би сугерирал да се размислува еве 2020, односно некоја година порано ќе почнат полека да заминуваат од сцената обврзниците за денационализација за робено штедење, нели? Пошто конечен ликвидатор на тие обврзници е државата. Таа сегментирано преку буџетот ги сервисира овие бившо поранешно настанати долгови, така да треба да се создава и нови државни харти од вредност кои што ќе бидат интересни за купопродажба. Можеби тука би било интересно Министерство за финансии да државните записи полека да ги заменува со државни обврзници 3-годишни, 5-годишни и така натаму. Се разбира повторно, бидејќи јас сум и од реалниот сектор, да не испадне да ги исцицаме парите од реалниот сектор, па да се појави некоја зона на неликвидност која што може негативно да влијае и на реалниот сектор. Ете, во овој контекст, значи, јас сепак мислам дека главен креатор на подобрување на активноста на берзата ќе бидат некои мерки и механизми што треба да ги спроведе државата токму во функција на премостување на овие застои во пазарот за харти од вредност.